Перт и Мелбурн светат во боите на Македонија. Херојот од брзата помош ќе биде постхумно одликуван. Студентите од Крагуевац даруваат крв за повредените од пожарот. Русија планира приватизација на имоти вредни 1,22 милијарди долари. Астронаутите Санита Вилијамс и Бери Вилмор се вратија на Земјата. ДНК – пат до вечноста. Плоштадот на Федерацијата во центарот на Мелбурн синоќа беше обоен во жолто и црвено, како знак на почит кон жртвите од разорниот пожар во Кочани. Овој гест на солидарност од австралиската македонска заедница испраќа силна порака на поддршка и сочувство кон настраданите и нивните семејства. Во знак на сочувство и сеќавање на загинатите во трагедијата во Кочани, Градскиот совет на Перт го осветли домот на Советот во боите на македонското знаме. Името на Илчо Гоцевски, возач на итната медицинска помош кој кобната ноќ пренесуваше повредени деца на релација Кочани, Скопје, долго ќе го паметиме. Илчо по долги часови работа во критичниот период се вратил во својот дом да се одмори, заспал и не се разбудил. Неговото човечко срце не издржало по траурот што го доживеал спасувајќи човечки животи. Илчо Гоцевски ќе биде постхумно одликуван, ова го најави министерот за здравство Арбер Таравај. Студенти од сите факултети на Универзитетот во Крагуевац денеска учествуваат во доброволна крводарителска акција за повредените во пожарот во Кочани, јави МИА. Одделението за трансфузија на Универзитетскиот клинички центар во Крагуевац беше преполно од 8 часот наутро, а студентите истакнаа дека на тој начин сакаат да им помогнат на повредените пациенти од Кочани, но и да ги поттикнат сите граѓани да се приклучат на оваа акција и да даруваат крв. Собраните крвни единици првенствено се наменети за повредени граѓани на Македонија, а се што е собрано повеќе од потребните количини ќе остане во одделението за трансфузија на клиничкиот центар Крагуевац, објавија студентите. Русија предвидува продажба на државни имоти во вредност од 1,22 милијарди долари во 2025 година. Оваа стратегија ќе има за цел зголемување на финансиската стабилност преку приватизација на ресурси и делумно задоволување на потребите за јавни инвестиции. Министерот за финансии, Антон Силуанов, најави интензивирање на процесот на приватизација на државните претпријатија со акцент на зголемување на приходите, вклучувајќи и дивиденди од претходно приватизирани ресурси. По 9-месечен престој на меѓународната вселенска станица, астронаутите Санита Вилијамс и Бери Вилмор успешно се вратија на Земјата на 18 март. Нивната мисија, која требаше да трае 8 дена, беше продолжена поради технички проблеми со леталото Boeing Starliner. Предходно, НАСА и SpaceX испратија нова екипа на меѓународната вселенска станица, која ги замени Вилијамс и Вилмор, следуваат медицински прегледи за да се процени нивното здравје пред да се вратат кај своите семејства. Вистина е дека македонското дуо ДНК кое го сочинуваат Владимир Блажев, Панчо и Андреј Ѓорѓиевски е формирано во 2001 година кога е пуштен нивниот прв сингл Девојка завезден со видеозапис. Вистина е дека вториот сингл Благодарам однапред станува евергрин во македонската музичка ризница и освен на првиот EP албум, Пази дете, кој ДНК го издаваат во 2005 година, се наоѓа и на деби албумот Кажано е се. Понатаму во годините што следуваат своето музичко искуство Андреј и Панчо го пренесуваат и на други полиња повторно поврзани со музиката. Вистина е дека Панчо стана резидент диџеј во најпознатите и најголемите македонски и странски клубови, а потоа ја основа Sure Shots Entertainment Agency преку која во Македонија донесе неколку светски и балкански R&B. Додека пак Андреј стана музички уредник на единствената музичка телевизија во Македонија, К15 и продуцент на шоуто Мојата звезда од кој излегоа многу нови музички таленти. Вистина е дека како соработници и пријатели со продуцентот Врчак, ДНК стануваат едни од основачите на продукција Република и први ексклузивци на истата. Забележителни се и нивните настапи на најпрестижниот македонски фестивал Макфест, каде настапија со Таа тоа го крие, Полна месечина и прв, двократни добитници се и на златна орбита на популарноста. А бројни се и нивните учества на хуманитарни концерти и фестивали како и на манифестацијата Топол културен бран во организација на Министерството за култура. Вистина е дека во 2010 година тие го издаваат деби албумот насловен Кажано е се, преку нивната матична куќа продукција Република, како продуцент се јавува Врчак, а албумот се состои од 18 песни, меѓу кои сингловите Полна месечина, Пази се од мене, Навлечен на тебе, Таа тоа го крие и други.
Една година подоцна, во септември 2011, ДНК го одржува својот прв соло концерт во Метрополис Арена во Скопје. Вистина е дека во јуни 2012 тие го издаваат синглот Авион, како најава за предстојниот албум Срце. Албумот Срце, издаден во 2013 година, има 15 песни, вклучувајќи ги песните како Дада, Што сака нека биде, Од утро до мрак и други. Неколку месеци подоцна, во септември 2012, ДНК одржува акустичен концерт во Универзална сала Скопје, поддржани од камерен оркестар и бенд во живо. Вистина е дека во 2016 тие го издаваат албумот Уште еден ден. Овој албум има 12 песни, меѓу кои само таа знае како Најмила темно е, она е од шутка. Во мај 2017 ДНК слави 15 години постоење со концерт во Метрополис Арена во Скопје. Вистина е дека на 3 декември 2022 година во арената Борис Трајковски се одржа јубилејниот концерт на ДНК насловен 20 години ДНК со кој се вратија на јавната сцена. Вистина е дека Андреј Ѓорѓиевски го загуби животот во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани спасувајќи млади животи. Во трагедијата животот го загубија и придружниот вокал Сара Пројковска, гитаристот Андреј Коларов, клавиатуристот Филип Стевановски, тапанарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев, тонецот Игор Велков, битбоксерот Мартин Атанасовски, Буцо и фотографот Александар Ефремов. Перт и Мелбурн светат во боите на Македонија. Херојот од брзата помош ќе биде постхумно одликуван. Студентите од Крагуевац даруваат крв за повредените од пожарот. Русија планира приватизација на имоти вредни 1,22 милијарди долари. Астронаутите Санита Вилијамс и Бери Вилмор се вратија на Земјата. ДНК, пат до вечноста.